Здраво, ова е 318-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, уникатен краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Concrete Utopia на Тае Хва Еом, во кој станува збор за жителите на еден стамбен комплекс кој за време на катастрофален земјотрес во Сеул, додека се срушени до тло околните згради, останува неоштетен, што значи дека додека жителите на населбата ги губат своите домови, жителите на зградата носат одлука да не примаат луѓе во неа кои не се станари, одлучувајќи да не им помогнат. На тој начин ова мистериозно поштедена зграда, која не се сведува на руини, станарите решаваат да ја бранат со нивните животи, кров над глава кој станува благодет, кој себично сакаат да го зачуваат само за себе, но тоа значи дека потребни се ресурси за преживување, а штом се изеде се што може да се најде во зградата, кое наводно е поделено подеднакво помеѓу станарите од назначените предводници на куќниот совет, ќе треба да се излезе надвор од округот, а таму веќе нема да имаат контрола станарите кои го прогласија секој човек надвор од нивното упориште за нивен непријател. Јужнокорејската кинематографија е исполнета со изданија кои сведочат за финансиската нееднаквост на населението, диалектика на која се темели. Паразит на Бонг Джун Хо, меѓутоа најадекватен пример на филм во кој се прави сурогат на поставеностите на имотната хиерархија, распослана во хоризонтала, беше прикажано во Snowpiercer, кој е најстраден со дерогирањето на избраниците во зградата и тие на кои пристапот им е забранет за зачувување на ресурсите во прибежиштето во Concrete Utopia, пренабрегнувајќи ја хуманата димензија и првенствено субституирајќи ја со себичлук, кој беше предмет и на преживувачкото ремек дело Train to Busan. Впрочем, жанровските серии како Safe Home, Squid Game па и новата Hierarchy на најдобар начин го прикажуваат јазот помеѓу луѓето и на што се подготвени само за да може да се спасат себе си на сметка на сите други. Concrete Utopia со плејадата на ликови токму успева да ги артикулира сите позитивни и прилично негативни особености на кои е подготвен човекот, доколку загрозен е неговиот суверенитет. Затоа станарите непоколебливо гласаат на демократски начин да ги исфрлат гостите надвор стамбениот комплекс, да се снаоѓаат да преживеат како што знаат и умеат, чувајќи ги преостанатите благодети исклучиво за себе си. Но и во овој свет во мало, немоќните со потреба за докажување образуваат куќен совет, каде предводникот е опиен од новостекнатата моќ фашизоидно да раководи со постапокалиптичното население, за кого целта секојаш ги оправдува средствата. Највпечатливата опиеност од наездата на еномието на толпата е воочлива во младото момче, кој најпрвен ги скандира паролите на фирерот од Петти кат, а потоа ги извршува неговите криминалитети против човештвото, сервелно и понизно. Прашањето е само кои се зомбија, тие од култот во кулата ослонова коска или тие надвор од неа. Како што станарите имаат предрасуди за ликовите надвор стамбениот комплекс, така и преживувачите сметаат дека се канибали, самите станари, кривоглед која конституира потребата за создавање на антагонизам, за чувствување подобро за себе си и оправдување на зверствата кои, како што ќе напомене станарката, извршени се само од обични луѓе, и таа појмовна одредница јасно говори за засаденоста на семето на злото во секој човек, како и неговиот избор дали ќе гради подобар свет за општо добро или ќе ја докаже способноста за уништување на постоечкиот со говорењето на јазикот на насилството. Комично е што во капиталистички свет, каде имотниот се двои од неизбраниците надвор од менажеријата, се наметнува комунистички систем на распределување на средствата според потребите, каде некој секогаш е порамноправен од останатите. Паразитите од Шиверс од Девид Кроненберг се отворени со гладта за превласт во новонастанатата ситуација, во која комодитетите се има последниот збор. Не смее да остане спомната ксенофобијата и стравот од доселениците, бегалците, што е една од субстанцијалните значенски карактеристики на творбата, во која се двои имотното од неимотното население, впрегнувајќи спрегата на самопрогласената супериорност на авторитарните над подчинетите во понезавидна позиција, кои не ги здобиле привилегиите од раѓање. Поразителна е согледбата дека во овие исклучителни околности човекот ќе се затвори во бедемот од четирите ѕида и ќе одлучи да се грижи исклучиво за себе си, докажувајќи дека Голдинг, Орвел и Дикенс од секојаш биле во право.
Несомнено дека школски е структуриран филмот, кој содржи силни елементи на психолошки трилер, постапокалиптичен SF и дизастер филм, со тоа што пресвртот наменски му припаѓа на откривањето на макијавелството на лажниот станар, а епилогот е дотолку потрауматичен во мигот кога преживеаната ќе биде вдомена без консензус, односно волја на мнозинството, затоа што елементарните човечки потреби му следуваат на едно битие од раѓање, сосема доволно за ликот да се гледа во какво узурпирање живеела, осознавајќи дека добрината и меѓусебната грижа еден за друг треба да биде темел за подигнување на новиот свет од руините на стариот, што му ја дава потребната точка на епилогот за паметење. Откако ќе го изгледате филмот, доколку сакате да добиете сеопфатна слика за случувањата и да дознаете до каде би бил досегот во оваа катастрофа, која го затекнала Сеул, дистанцирајќи се од микросветот на зградата, тогаш погледнете го филмот Badland Hunters во режија на Хао Мјонг Хаенг, кој се надоврзува на случувањата од земјотресот, но премисата се однесува на спасението на тинејџерот од прангиите на лудиот доктор и неговите култисти, кои го чуваат како заложник, односно преживувачки дизастер филм, кој навидум се надоврзува на конкрет утопија, поглед на времето и местото, но не и квалитетот. Истата зграда за која станува збор во филмот на ЕОМ е искористена и за снимањето на Badland Hunters, така што неотоѓив дел е и од овој филм. А доколку и тоа не ве задоволува, тогаш побарајте ја ТВ серијата од истата продукција Pleasant Outcast за ученикот кој е жртва на врсничко насилство и му се остварува желбата да го сруши градот земјотрес за да се преврти хиерархијата на училиштето. Што ми тој чинител не ви е доволен за добивање на секупноста на последиците на земјотресот, тогаш не очајувајте, затоа што може да се упатите до извориштето од каде понираат сите овие креации, односно дигиталниот стрип Pleasant Bullying, односно вебтун создаден од Ким Сонг Нионг, од кој действието од втората сезона е впрочем филмската екранизација Concrete Utopia. Пообемен приказ од тоа дело не ви е потребен, доколку инсистирате, тогаш упатете се од некоја датотека на земјотресите во светот. Композициите на Ким Хаe Вон се во линија на действието, што значи дека прагматичен е неговиот пристап во образување на симбиозата помеѓу погледнатото и слушнатото, односно има громогласна оркестрација во миговите кога си нанесуваат штета станарите едни на други и ламентирачко пијано кога самотните ликови доаѓаат до стравичните констатации за дехуманизацијата на која посведочуваат. Така што филмската музика ја извршува примарната функција, но ќе остане невпечатлива по гледањето на филмот, што не говори за низината служба на филмот, туку одлика на неоригиналност. Директорот на фотографија Чо Хјонг Раe, кој е всушност снимателот на Kill Boksun, недвосмислено се потпира на истакнатото синило на неговото кадрирање, како избор од колор палетата за отсликување на светот во руини во неговите масовни кадри. Меѓутоа не можам да дадам афирмација на изместените вредности на корејските продуценти кои ги пополнуваат формуларите на IMDb, кои ги впишуваат сите имиња на кликачите на визуелните ефекти, но ги отстрануваат и не ги впишуваат монтажерот, снимателот и композиторот, што не е прв случај со кој сум се соочил, кој разоткрива немарносно поглед на хиерархијата во една техничка екипа. Точно е дека филмот е удавен во визуелни ефекти кои придонесуваат за неговата артифицијалност со наклонетост да го поевтинат визуелниот приказ кој го кадрирал Хјонг Раe, давајќи му ја популистичката визура која го доближува до еден блокбастер и недолжно далечува од артхаус замислата. Со оглед на тоа што има бројни ликови во творбата, во монтажата на Хан Ми Јеон се расплинува действието на доживувањата во секој од становите од зградата, од кои не баш сите чина действија се круцијални за добивање на целесообразен формализам на кој се стреми овој филм. Куриозитет кој еминентно е дека ќе кулминира со предолго време трајање кое би изгледало подобро со наративна липосукција според мене. Корејскиот режисер Таe Хва Еом е за прв пат застапен во видеологија со оглед на тоа што новиот филм е единствениот кој го има режирано во 7-годишниот период во кој што постои емисијата. Кариерата ја започна од 2011 година, режирајќи го сегментот Home Sweet Home од омнибусот Choncheol Sal In, односно Nice Shots. Снима и бројни кратки филмови додека е на студии, како Cactus Forest, Common Story,
Heart Vibrator и првиот долгометражен филм датира од 2013 година кој гласи Inkto Gi, односно The Battle of the Internet Trolls, кој, како што насловот сугерира, е филм за онлайн војна на два лика преку објавување на видеоснимка како едниот е претепан, што го мотивира да започне да вежба за пресметка со објавувачот на снимката, со кој го привлече вниманието на корејските колеги критичари, неговиот дипломски филм на студиите. По завршувањето на студиите му асистира на култниот режисер Парк Чанг-вук на неговиот сегмент во 3 Extremes, но исто така му асистира и во Sympathy for Lady Vengeance. За во 2016 година да го режира неговиот сега веќе предпоследен филм Vanishing Time, A Boy Who Returned, со кој си поигрува со една магична фентези премиса за 5 деца кои заминуваат во планина, од кои едно од нив се враќа како возрасно момче, нарушувајќи ја динамиката со неговата пријателка, кој беше награден во Брисел и замрува неговата кариера се до Concrete Utopia, а по него го режира SF видеоспотот за пеачката Иу, кој е дистописки краток филм сам по себе, каде се прогонети љубовниците од напуштениот град од левитирачка коцка. Така што секојаш се интересирал за футуристички, односно необични теми, во кои ги сортирал ликовите за да ги демонстрира поделеностите помеѓу нив, односно опозитните потреби и стремеши водени од нарцисоидни побуди, се разбира, за да може да ја добиеме целосната слика на колективот додека се ставени под лупа овие единки. Во првиот чин на филмот сметам дека има неуспешен обид за хумористична поставеност кој не е умешно делегирана, затоа што да беше сатирична премисата, рекреирана од полверховен и оснатите исмевачи на идеализираниот трул свет, тоа преглумување на ликовите ќе беше умесно, но под ова диригенство не е најдобро регулирано. Секако дека оваа концепција може да трансцендентира во една порадикална визура, фатализам кој делимично е постигнат во делото затоа што можеше каузалитетот да биде доведен до екстреми и да останеше вреден за паметење. Филмот имаше својата премиера на филмскиот фестивал во Торонто, а потоа се прикажа на Sitges, Чикаго, Night Vision, Fantasy, Fright Fest, односно уште еднаш се докаже дека поголемо разбирање за квалитетите на овој филм ќе имаат селекторите на жанровските филмски фестивали, за разлика од најпрестижните артхаус фестивали, иако се стекна со неколку награди на корејските манифестации, сосема доволно за да стане представник на Јужна Кореја за интернационален Оскар, кој, ако мијатата година Парк Чан-вук успеа да дојде до кратката листа, неговиот асистент не можеше да се избори ни за неа, а не па за номинација, затоа што за еден филм е погубно доколку не се искористи потенцијалот на неговата уникатна идеја. Филмот е дистрибуиран од Lotte Entertainment на азискиот стример во САД Rakuten Viki. Дистописки филм за создавањето на една хегемонистичка хиерархија на малкумина, кои имале среќа да останат со кров над глава насреде катастрофален земјотрес, меѓутоа, наместо да демонстрираат грижа, сочувство и сплотеност, тие себично ги чуваат домовите исклучиво за себе, претворајќи ги во нивни гробници. Ако морам да го евалуирам, тоаш Concrete Utopia од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 318-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!